Тука сме во општина Јагуновце, каде што разговараме со првиот човек на оваа општина, господинот Дарко Блажевски. Господине Блажевски, како и сите општини, така и оваа општина не ја одмина коронавирусот. Вие веднаш по препораките на Министерството за здравство и другите здравствени институции формиравте кризен штаб, досега одржавте неколку состаноци, да ни кажете кои се вашите активности, односно активностите на кризниот штаб и какви мерки досега сте презеле во однос на намалување, односно влажување на ширењето на пандемијата, односно на ширењето на COVID-19. Така, најпрво би сакал да се заблагодарам како на вас регионален медиум, што секогаш сте добре дојдени и не пратите во секој чекор како работи општина Јагуновци, па и како се справуваме со оваа пандемија коронавирусот. Од првиот ден со препораките на Владата на Република Северна Македонија, општина Јагуновци формира кризен штаб. На тој кризен штаб сум јас како градоначалник, составен е од делот администрацијата. Тука сите се 17 местни заедници, командирот на полициското одделение во Јагуновци, матичните доктори што офаќаат во општина Јагуновци и до сега имаме одржано некаде околу 8 такви состаноци на кои има донесено многу одлуки. Така што по препораките на Владата на Република Северна Македонија, општина Јагуновци најпрво ги затвори сите основни училишта, подрачни училишта, имаме една градинка и таја затворивме. Почнавме со дезинсекција и дезинфекција на сите локални патишта. Тука морам да се заблагодарам што зеда учество сите местни заедници и дел од граѓаните да ни излезат во сусрет, во пресрет за оваа работа да се изработа како што треба. Така, тоа ми беше следно прашање, колку местните заедници ви помагаат во однос на облажувањето на оваа состојба, затоа што без населението, без нивната помош, меѓутоа и без нивната свест не се може. Така, сега општина Јагуновци барем до денеска немаме заболено од коронавирусот. Имавме неколку луѓе во изолација што дојдоа од европските држави, више поминуваат тие 14 дневни изолации, испитани се и немаме денеска за сега болни или заразени од коронавирусот. Местните заедници многу не излегуваат во пресет, значи не само за прскањето против оваа болест, заразна болест, они ни помагаат и со тимови, ни помагаат да донесеме за жителите на општина Јагуновци и местните населените места да однесеме потреби што имаат за социјалните случаеви и сиромашните и стари изнемоштени лица. Кои се активностите, односно кои се заклучоците на овие претходно држани состаноци на кризниот штаб? Најверојатно апелирате, преземате мерки, меѓутоа што се друго имате донесено на кризниот штаб, каде што тие мерки, нели, во зависност каква мерка и во зависност која институција треба да го спроведе на терен? Така, задната мерка што ја донесе Владата на Република Северна Македонија е, значи, за време на викендот ќе има 24 часовен полициски час. За таа работа кризниот штаб денеска се состана и одржа состанок во потесен круг, каде беше присутен командирот на полициското одделение, председавачот на општина Јагуновци, јас како градоначалник и секретарот на општината, и по мерките на владата донесивме следни одлуки. Значи, донесени се одлуките најпрво за земјоделците. Значи, за земјоделците донесуваме одлука во секој населено место каде има обврски за да си работи земјоделските обработливи ниви, површини,
може да се јави во полициското одделение во Егуновце и тоа на бројот на фиксниот број 044 397 092 и мобилен број 072 798 917. Тоа е добра работа, затоа што знаеме дека нели ова е рурална општина. Веќе ве прашам како просперира економскиот сектор тука во оваа општина. Знаеме дека нема многу фирми, меѓутоа тие фирми кои што се дали ги отпуштиле вработените на принуден одмор се тие вработени или пак работат фирмите со скратено работно време? Така, значи поголеми стопански објекти немаме во општина Јегуновце, имаме помали, да кажам, фирмичиња што имаат по 5-10 вработени. Највеќе се погодени се за сега угостителските објекти со ова мерка на владата и во иднина, значи една препорака до владата би предложил некои мерки да се преземат за овие дејности што се во општина Егуновци. Така. Ве прашав за совест и за свесноста на населението. Еве знаеме дека веќе нели е воведен тој полициски час и преку работна недела од 16 часот, нели повеќе не смее да се движат граѓаните, колку жителите на општина Егуновци ги почитуваат овие мерки, дали има доста лица кои што се опоменати и казнети, односно кои што не го почитуваат полицискиот час. Така, воедно за досегашната присебност на граѓаните на општина Егуновци имам голема благодарност поради нивната заслуга, поради почитување на мерките на владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство, кризниот штаб на општина Егуновци, 99% да кажам дека ги почитуваат овие мерки и затоа поради таа присебност за сега во општина Егуновци немаме заболено од коронавирусот. Така, како вие работите, како институциите во општина Егуновци работите, конкретно општина Егуновци најверојатно работите со намален капацитет, со скратено работно време, со предпазливост и слично. Така, значи општина Егуновци поточно администрацијата работи со скратено работно време од 8 до 13 часот, поделени сме во 4 групи и секој ден се менјаваат поради тоа што е намален број на барања од страна на жителите и за таа работа направивме да работиме со скратено работно време. Со тоа што и тие што работат тука се заштитени со основните средства, маски, ракавици и гелови за дезинфекција за потребите. Така. Како последно прашање, нели кажавте за економскиот сектор во каква состојба се наоѓа, кажавте и за политичкиот час, би ве замолил да ми кажете колку здравствени установи има тука во општина Егуновци, во овие 17 населени места каде што граѓаните ќе може да се обратат во случај да имаат некакви симптоми од COVID-19 и нормално дали тие се во услуга на граѓаните да се направи врснив епидемиолошка анкета. Вака, во општина Егуновци имаме 3 приватни здравствени установи со кои сме во добра координација и сите работат по мерките на Министерството за здравство. Така да секој граѓанин што има неопходни работи да се јави во здравствените установи, може таа работа да ја направи преку нивните телефони, ги имаат сите, ги имаат и на веб страната нивна, така да за сега добра соработката и благодарение и на нивната поддршка, како приватни ординации да кажам, и добра соработка со нас, кризниот штаб, сме задоволни од услугите. Да. Гранчевик, благодарам за разговорот. Би ве замолил накрај еден апел да упадете до жителите, како досега, така и понатаму да ги почитувате мерки и препораки со цел нели да се спречи ова ширење на ова заразна болест. Така, пред да апел би сакал уште да кажам дека по мерките на владата на Република Северна Македонија има и за време на полицискиот час сите маркети и продавници што фаќаат во општина Егуновци
дека можат за време на полициски час кои се спремни да обслужуваат онлайн да достава можат да дојдат во општина Егуновци да побарат дозвола, барање и штабот на општина Егуновци ќе им ја овозможи таа работа за подобра услуга и граѓаните да не мора да излегуваат за потребите нивни. Ви благодарам уште за разговорот. Добро здравје на сите жители на општина Егуновци. Фала многу. Една препорака до сите жители на општина Егуновци, без потреба да не излегуваат од своите домови, особено за повозрастните, да кажеме над 60 години. Што треба, тука е општината, има број мобилни телефони, за секој работи стоиме на располагање и ја мислам дека ќе се избориме да победиме оваа пандемија коронавирусот. Благодарам уште. Ви благодарам и на вас. Како се пренесува COVID-19 и како да се заштитите? COVID-19 е заразна болест предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат е регистриран кај луѓето. Се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. Овие капки можат да завршат во устата или носот на луѓето кои се во близина. Капките се тешки и не можат да поминат големо растојание во воздухот, приближно околу 1 метар, и за кусо време завршуваат на која било површина. Токму поради оваа причина, пренесувањето кај луѓето најчесто се случува кога станува збор за блиски контакти. Се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. Затоа е потребно редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со COVID-19. Со рацете се допираат многу површини кои можеби се контаминирани со вирусот. Поради тоа треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устата, бидејќи се контаминирани раце од површините може да си го пренесете вирусот себе си. Кога кашлате или кивате, покријте го носот или устата со внатрешната страна на лактот или употребувајте шамивче за една употреба. После употребата, шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци. Најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот коронавирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција или миење на рацете со сапун и вода. Со оваа постапка ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. Грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на COVID-19. Тука сме во приватната амбуланта во Општинскиот центар Јагуновци. Разговараме со доктор Ринор Џерили. Благодарам што се одлучивте и што прифативте да бидете гостин во емисијата Спектар, каде што овие емисии ги посветуваме на коронавирусот. Фала ви за поканата и ќе се трудим да ви објасним некои работи за COVID-19, за болеста во целина. Да, така ви благодарам. Како прво прашање да ни кажете во какви услови во приватна амбуланта работи од кога се регистрираше првиот случај на коронавирус? Значи, условите како што работи амбулантата се согласно препораките од Министерството за здравство и препораките на владата. Се трудиме тие услови да ги исполниме во детал, во секој детал и мислим дека до сега добро се справуваме со целата состојба. Да. Да ни кажете дали има пациенти кои што можеби се посомневале дека имаат некои симптоми и каков е тој канал, дали телефонски се јавуваат климатичните лекари, не само кај вас, туку и во останатите две приватни ординации кои што постојат во општина Егуновци, или пак директно доаѓаат тука. Како сето тоа оди организирано? До сега ние во општина Егуновци не сме имале такви случаеви со такви симптоми. Значи сме имале случаеви што има кога хемофилус инфлуенца или обичен грип што се познава кај народот и во нашата фелакаво. Но до сега не сме имале такви случаеви, но сме спремни и да имаме такви случаеви. Значи прво да ги спречиме, да го превенираме, а после понатаму и да го третираме целиот случај, нормално во согласно Центарот за јавно здравство во Тетово
и во согласено со клиничката болница во Тетово со инфективното оделение и во нормално со терцијалната здравствена заштита што е во склоп на Универзитетската клиничка центар во Скопје. Да. Да ни кажете, може би некои граѓани знаат, може би некои не знаат, како оди таа процедура? Дали можете да ни кажете процедурата која што започнува од пациент, па на крај, не дај Боже да кажам, завршува во инфективната клиника во Скопје? Значи, ако некој забележи симптоми, каде треба да се обрати? Што да направи? Значи, ако некој пациент има симптоми на температура, на воспаление на грлото или обструкција во дишните патишта, горниот дел со лесна клиничка слика, треба прво да се јави во нашиот телефонски број, што е ностоп, значи, и после ние ќе го преземеме, ќе направиме епидемиолошка анкета и според тие критериуми што ни се дадени и тие препораки што се од Министерството за здравство и препораките што нормално се од Светската здравствена заштита, ги следиме тие сите критериуми. Ако има клиничка слика што е во доменот на COVID-19, нормално дека преземаме мерки. Сме усогласени со Центарот за јавно здравство во Тетово за да превенираме, па и да го третираме целиот тој понатамошен дел. Да. Рековте дека ако има некоја тешка клиничка слика, дали тие клинички слики се класифицираат, да речеме, лесна, средна и тешка клиничка слика, и што значи тоа тешка клиничка слика? Која е таа разлика меѓу овие клинички слики, за да знаеме дали на тој пациент треба да му се земе бриз и за да се да ги препрати во центар? Разликата помеѓу лесната и тешката клиничка слика, значи во лесната клиничка слика не стварја обструкција што е препознаена за исклучиво за COVID-19, што има инфилтрација во пулмоналните патишта, значи обструкција тешка во дишните патишта, што не е присутно кај другиот случај. Ме разбираш, целта е дека ако има такви симптоми што се исклучиво за COVID-19, ние после го третираме нормално во усогласено со клиничката болница од Тетово прво, Центар за јавно здравство и Универзитетската клиничка клиника што е инфективното оделение. Како се прави таа епидемиолошка анкета, кои се најчесто поставуваните прашања до пациентите? Значи, првиот ден на појавување на температура, дали има гребање во грлото, значи дали има обструкција во дишните патишта, дали имал контакт со некој пациент што порано бил, значи, третиран или хоспитализиран со COVID-19, нормално дека и ние преземаме мерки за да го спречиме, да го превенираме и понатамошниот дел на болест. И нормално и ризикот за другите да не ги плаќат. Да. Има ли доста жители кои што биле во странство, кои што се вратиле во општина Егуновци и кои што се во самоизолација, и како оди тој преглед на нив, да речеме, од ваша страна и од другите, нели, болнички установи кои што се тука во општина Егуновци? Значи, ние сме во постојан контакт и со локалната власт и со органите за јавен ред или полицијата. Значи, тој дел сме хармонизирани едни со други за да спречиме ширењето на болеста, и до сега добро се справивме со тоа. Значи, тие пациенти што порано биле по патување во тие најризични земји што имаат COVID-19 во поголеми општини граници, да ги минимизираме контактите прво, карантинот и се понатаму што следува. Знаем дека ова болест, да речемо, е нова заразна болест, каде што делот, нели, за страните институции луѓе велат дека е мутирана, нели, од коронавирусот, меѓутоа вие како гледате на оваа болест, како доктор конкретно ќе го прашам? Значи, прво, као болест е нова,
нова и за целиот свет и еден предизвик за нас како здравствени работници, како доктори, па и за пациентите, па и за целокупното нормално население што се справуваме со оваа болест. Мислим дека прво треба да ги почитуваме тие препораки за лична гигиена, избегнување на контакти. И мислим дека на крај, ако ги почитуваме овие препораки, мислим дека Општина Игуновци е пример за тоа дека ако се почитуваат тие препораки, значи до сега немамо пациенти со COVID-19 во општина. Значи имамо совесни пациенти што ги почитуваат овие препораки и се до понатаму ќе го следиме ситуацијата како што е. Така, совесни се жителите на општина Игуновци, да речеме, не излегуваат од дома, односно за основни потреби, да речеме. До сега сите тие препораки и смо воспоставили еден добар контакт со пациентите, се со цел да го надминеме што полесно ова пандемија што е во светски рамки. Да. Освен ова амбуланта, како што кажавте, има и други две амбуланти кои што нели функционираат на ниво на општина Игуновци. Каква е соработката помеѓу вас и сега во овие моменти, да ги наречеме вонредни или кризни моменти, најверојатно амбулантите служат и за други болести, меѓутоа со потешки клинички слики? Ние смо воспоставиле контакти и со другите колеги што соработуваме заедно, така и досега добро се справиме заедно со оваа пандемија што не зближува сите, само да немаме пациенти заразени од COVID-19, нормално и да ги почитуваме тие препораки превентивни, за да немаме пациенти и понатаму со ваков вид на. Како последно прашање, ги знаеме кои се препораките, нели постојано ни се повторуваат од здравствените власти, здравствените работници, меѓутоа ќе ве замолам и вас уште еден апел до жителите да ги почитуваат препораките, кои се тие препораки за да се спречи ширењето на коронавирус. Значи, мој апел до сите граѓани или пациенти мои од општина Игуновци е да избегнуваат контакти со во секојдневието нормално што се, да ги почитуваме сите тие препораки што се од Светската здравствена заштита, од Министерството за здравство, па и од Институтот за јавно здравство. Значи, второ, нормално да ги следиме тие пациенти што имаат проблеми, нормално да ги третираме превентивно, се со цел да немаме заразени пациенти. Моја препорака е да ги почитуваме овие препораки и да го сваќаме сериозната целата работа, да немаме проблеми. Нормално најзагрозени се тука постарите, пациентите што имаат претходно, значи, морбидитети, како што се кардиоваскуларните промени, болести, белодробните болести, хронични. Нормално дека тие се најзагрозени и мој апел е да ги почитуваме сите заедно, сите тие препораки што ги имаат од владата и Министерството. Да. Вака има некои поделени мислења околу, да речеме, дел од тие препораки, да речеме, некои здравствени работници велат не треба маска да се носи, маска треба да носат само тие кои што се болни, ракавиците може се штетни затоа што подолго време се на раце, да треба почесто да се мијат рацете. Кои се вашите гледишта во однос на оваа дилема која што постои помеѓу здравствените работници? Значи, дилеми има, но овие дилеми, значи, ние мора да ги почитуваме тие критериуми и препораки што се од Светската здравствена заштита. Значи, се со цел, значи, станува збор за еден вирус што има голема скала на морбидитет и етиологија и се понатаму, значи мораме да ги почитуваме овие критериуми што се од Светската здравствена заштита. Значи, во согласност со тие критериуми треба да постапиме понатаму. Така, ви благодарам за разговор, го сакувам добро здравје на вас и на вашите пациенти. Фала за покана.